никогаш го нарекуваа рударски град, денеска е едно од омилените туристички дестинации во источниот дел на нашата земја. Наш денешен гостин, градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, дојдов. Како сте? Добро сум. Малку топло, но нормално е со оглед на температурите кои што ги имаме овие денови. Многу одлично се чувствувам во вашето студио и ви благодарам на поканата. Започнуваме со една убава информација за жителите на општина Пробишти, бесплатен линески превоз од утре во општината. Токму така, тоа е нешто ново кое што на барање на нашите сограѓани од руралните средини. Ќе кажам втора година како се разговараше на овој проект и веќе од утре, во текот на утринските часови, некаде околу 20 наши населени места, рурални средини, ќе имаат можност да доаѓаат и да се враќаат од Пробишти бесплатно. Средствата да ги обезбеди општина Пробишти. Најпрви беше иницијатива од пензионерските здруженија, односно како таргет група беа нашите повозрастни сограѓани, но секако ваквата можност ќе користат сите кои што имаат потреба. Тоа е и целта на општина Пробишти, да можат барем еднаш дел од рурални средини, еднаш во неделата, некои каде што гравитираат повеќе наши сограѓани, односно живеат во рурални средини кои што се поголеми, ќе имаат можност два пати во неделата да бидат во Пробишти, да си ги завршат обврските и да се вратат во своите места. Целта е да имаме поголема еднаквост, да кажам, со нашите сограѓани кои што живеат во руралните средини, односно општина Пробишти во еден континуитет на назад работи и ги подобрува условите и во урбаниот дел на градот, но секако не се заборавени и нашите сограѓани од руралните средини. Токму ваков проект кој што стартува од утре на едно големо задоволство, кажам, и мој како градоначалник, но секако и на нашите сограѓани. Општината набави ново противпожарно возило и дополнителна опрема. На температури над 40 степени подготвени ли сте да интервенирате во случај на пожар? Често се случуваат во овој период од годината и за колку време би се интервенирало? Општина Пробиштип набави ново возило и сега има повеќе возила, или 3 се на прва линија, ќе кажам. Меѓутоа, тоа возило се набави со оглед на самите спецификации или барање од самиот командер и противпожарната единица во Пробиштип, но ќе кажам дека тука мора да бидеме совесни сите како граѓани. Сведоци сме на изминатите години што ни се случи од аспект на пожарите. Во изминатиот месец имаше состаноци средби со местни заедници да никако не се дозволи да се запали било каква земјоделска прецеповршина, како да не биде таа причина за пожар. Со оглед на самата територија како општина која што имаме, единицата е одлично опремена и спремни се, меѓутоа секако дека кога не дај Боже би се запатил поголем пожар, нормално дека ќе имаат отежнување. Она кој што сакам да го кажам дека сите населени места имаат асфалтен пат, каде што нема да имаат проблем по самиот транспорт како противпожарна единица. Имаат и дополнително опрема за тие полски пожари кои што се спремаме како општина. Јас се надевам дека ќе биде како што е досега, мирно оваа година да немаме пожари. Кои превентивни мерки се применуваат во смисла, има ли одредени кампањи, можеби и кај најмладите, сепак, нели, тие треба да знаат како да реагираат во овој случај? Противпожарната единица, освен кои што се вработени самите пожарникари, има и резервен состав, заедно со Агенцијата за заштита и спасување. Овде се вклучени и неколку приватни компании кои што имаат доброволни членови во самото ова, и месец мај и месец јуни, каде што тие имаат секаде во сите населени места средби и состаноци со местните населенија, бидејќи најчести таму се пожарите. Во овој период од годината, кога имаме енормно високи температури, да тие се јавуваат кај руралните средини. Има ли проблеми со водоснабдување и притисок на вода во овој период во Пробишти? Во овој период се уште нема, но знае дека втора половина на август да ни се јават неколку проблеми во неколку рурални средини, од година во година, или ќе кажам годишно, од 2 до 3 рурални средини се стават во програмите и се надминуваат ваквите проблеми. Еве да ги информирам моите сограѓани од населено место Турско Рудари, каде што беше огромен проблем таму. Веќе во петок се става новиот систем за водоснабдување, каде што најголемиот нивни проблем или најголемото нивно барање општина Пробиштип го решава. Во наредниот
период, односно до крај на месец август, и населено место Пишица и Бучиште ќе добијат нов, односно дополнителен капацитет за водоснабдување, со што и овие населени места ќе го надминат овој проблем. Во тек се градежните активности во вашата општина со цел подобра инфраструктура, дополнително поврзани ли се сите населени места во општината со централниот дел? Сите населени места се поврзани. Можам слободно да кажам дека последните години буквално сите патишта се реконструира. Огромни средства вложи општина Пробиштип, но огромни, уште поголеми средства доби по патна донација, за да ги заврши овие, да ги реконструира овие улици. Дополнително оваа година имаме рекордна сума која што е во делот на патната инфраструктура некаде околу 80 милиони денари. Дел се наши средства од општината, дел се донација. Малку е пролонгирана градежната сезона, бидејќи имавме околу 2-2,5 месеци врнежлив период. Сега имаме па енормно високите температури, така да можам да кажам послаба е динамиката, но повеќе од улиците се договорите се подпишани, се чека во период што ни следи да се изведат и да се реализираат овие проекти. Заврши целосната реконструкција на градинката изврши во Злетово, дополнително ќе се реконструираат, ќе се интервенира во останатите образовни институции? Една, ќе кажем, од можеби приоритетите на мене како градоначалник и во првиот мандат, сега веќе и во вториот, е вложувањето во детската заштита. Општина Пробиштип предотираше простор во населба Калниште, каде што доби еден клон нов. Сега се заврши со кровот во детската градинка во Злетово. До крајот на месецот ќе се пушти во употреба нова градинка или доградба на централната со капацитет од 80 дечиња, со што Пробиштип го решава целосно проблемот за згрижување и имаме капацитет за некаде 480 дечиња од најмали возрасти до најголемите во детската заштита, така да со овој проект целосно го решавам проблем за згрижување, но и се подобруваат условите во сите клонови или во сите објекти во детска заштита. Проектот кој го реализирате во соработка со општина Кратово е социјална услуга помош и нега во домот. Една од првите општини уште 2018 година бевме каде што реално сметавме дека е потребен дом за стари лица. Општина Пробиштип почна во реализација, односно преадаптација на простор во делот здравствениот дом Нада Михајлова. Тој проект се надевам дека ќе заврши, односно измената на самиот проект во кој што е во тек на градба ќе заврши овој месец, за да се тендерира и се продолжи, за да се овозможи целосно ставање во функција овој простор, но поврзано со ваквата, да кажам, ваквата програма на општина Пробиштип, заедно со општина Кратово аплициравме во Министерство за труд и социјала, каде што добивме средства од Светска банка и се работи на проект за грижа кај возрастната наши сограѓани, наша популација во градовите Пробиштип и Кратово, сето на кое што е над 65-66 години, каде што функционалноста на самите луѓе не е во полн капацитет. Ангажирани се 14 вкупно негователи од двете општини, или 7 за Пробиштип, 7 за Кратово, каде што во следниот период ќе водат грижа и нега за овие наши сограѓани, и се надевам дека овие лица и уште поголем број во иднина ќе бидат и оние лица кои што ќе водат грижа и ќе бидат вработени во домот за стари лица во Пробиштип. Општината вложува дополнително и во спортските игралишта во спортот. На 21 јули Пробиштип домаќин на турнирот во мал фудбал Васил Миленков. Традиционален е овој турнир во Злетово како поранешна општина за големиот празник Илинден, во Пробиштип за 28 август, денот на градот или празникот на рударите. Исто така имаме турнир, земавме обврска дека минатата година и оваа година ќе ги реконструираме сите капацитети во делот на спортските терени, тоа и го правиме. Она кое што за прв пат направивме како општина е да ги ослободиме родителите да плаќаат членарина во делот на фудбалските школи, туку ние ги ангажиравме тренери кои што се постојано на спортските терени. Од наредниот буџет, од тука најавам дека секој еден спортски колектив ќе биде финансиран од општината, односно самите стручни лица, ментори, тренери ќе бидат платени од страна на општината, родителите да немаат обврска, со цел да имаме што е можно поголем број на наши најмлади сограѓани, дечиња,
да бидат присутни во било која спортска школа. Пробиштип бил расадник на големи спортисти и во фудбалот, особено во одбојката. Во одбојката и денеска сме во Суперлигата и одлично котира клубот, така да тоа е целта на општина Пробиштип, да нити една категорија на граѓани биде заборавена, од најмали до највозрастни, и навистина на ваквите чекори кои што ги правиме, биле моја визија како градоначалник првиот момент, со оглед дека бевме некојаш најзадолжена општина, еве не сега полека, она кое што беше моја визија со моите соработници, да полека едно по едно реализираме. Да, многу спортски имиња токму така потекнуваат од Пробиштип. Да го споменеме културното лето. Ке има ли годинава културно лето Пробиштип? Ке има, со оглед на енергетската криза изминатата година, па претходно ковид пандемијата, имавме мало, да кажам, пауза. Оваа година општина Пробиштип заедно со Домот на културата ќе има неколку, да кажам, културни настани, избиднувања од делот на музиката. Пред се традиционално имаме една македонска вечер каде што гостуваат наши уметници, имаме една балканска вечер исто така по избор на нашите сограѓани. Околу спортот секако е застапен пред самиот празник 28 август културата. Исто така, каде што освен наши културни друштва, театри, секако се присутни и од соседна Србија. Така. Пробиштип е познати по убавата храна и многуте културни обележја. На вашата територија се наоѓа прекрасниот Лесновски манастир. Мислам дека нема никој што го нема посетено, а ако нема, е убава можност да го посети во овој период. Тука ќе го споменеме и аквапаркот, кој што во последно време привлекува навистина голем број на туристи. Потребно ли е повеќе да се вложува со цел дополнителен поголем развој во туризмот? Пробиштип е една од помладите општини, но во поновата историја сигурно дека токму аквапаркот или Лесновскиот манастир се тие промотори на нашата општина, и каде што Лесновскиот манастир во текот на целата година, аквапаркот овој период кога е топло, меѓутоа имаме илјадници посетители. Навистина посакувам секој еден да може да дојде во Пробиштип, да го види Лесновскиот манастир и исто така и аквапаркот. Токму на кај овие, да кажам, локалитети, односно Лесновскиот манастир, сега работиме на еден проект заедно со соседна Република Бугарија, каде што веќе од година во година ни се јавува оној проблем со паркинг просторот, каде што работиме на зголемени паркинг места, на нови содржини за да можат луѓето да останат што е можно подолго во Лесново како населено место или околу Лесновскиот манастир. Исто така, како што споменавте, и аквапаркот токму таму во крајот на месец август ќе започне реконструкција на цела една улица, каде што дополнително со самиот инвеститор разговараме за да се обезбеди дополнителни паркинг места, бидејќи навистина е проблем, особено за викенд деновите. На што најчесто се жалат жителите на Пробиштип? Кои се барањата до градоначалникот? Барањата од жителите се од различен карактер, можеби и мојот карактер како човек дозволува тоа, да дел од барањата се во мојот делокруг на работа или на општината, дел и се надвор од една локална самоуправление градоначалник, но можам да бидам искрен дека 2017 крај, 2018 која презема функцијата за прв пат градоначалник, тогаш имав многу повеќе барања од аспект на животна екзистенција, за вработување. Сега драстично е намален тој притисок од граѓаните, ќе кажам, иако се уште го има, но значително е во помал. Да, сите они кои што има можност или ќе го посетат Пробиштип, ќе забележат вашата работа, се разбира, на терен. Благодарам многу на одвоеното време. Се надевам дека е така, ви благодарам уште еднаш. Да, се надевам одговоривме на голем дел од прашањата на нашите гледачи и убава можност да се посети Пробиштип, Лесновскиот манастир и аквапаркот. Ви благодарам уште еднаш.